започнав пред 3-4 години, имав голема желба да ја покажам традицијата на селото Уминдол, каде што сум родена и каде што живеам, и опфативме малку поширока приказна не само на селсково домаќинство, туку и да ја раскажеме приказната за Уминдол. Мислам дека можностите никој не ни ги нуди доколку самите не си ги создадеме, а ние реално навистина се потрудивме и еве сега почнуваме да ги береме плодовите на таа наша напорна работа. Нема многу можности за жените, особено за млади мајки кои што се врзани тука, немаат ни градинки, ни ништо, со децата нема кај да ги остават, и доколку им се понуди некаква работа или извор на екзистенција тука локално, сите би биле благодарни и среќни. Пред 3-4 години се соочив со предизвик со тоа што имаше голем скептицизам меѓу мештаните, не веруваа во приказната дека можеме да успееме и дека ќе бидеме интересни за посетители. Денес приказната е сосема поинаква, после 3-4 години истрајност, годишни настани што одржуваме, локални мали настани, интерес, посетеност од странци, веќе се менува менталитетот на луѓето и отворени се за соработка и веруваат дека навистина можеме да се промовираме успешно. Пред се е да си ги познаваат своите јаки страни и да веруваат во тие јаки страни сите жени кои што живеат на село, затоа што жените во Македонија поседуваат многу квалитети, од познавање на ракотворби до готвење вкусна храна, и сето тоа е многу автентично, многу исконско, многу искрено и луѓето тоа го препознаваат и навистина може таа приказна да се продаде. Тука кај нас имаме цела понуда, имаме селско домаќинство, неколку селски домаќинства во кои што може посетителите да се сместат, имаме етно музеј, имаме стара 100-годишна дрвена куќа донесена од Лика со воз, која што е многу интересна за посетителите, а исто така организираме и 2 годишни настани, еден пролетен, еден есенски, каде што жените од селото подготвуваат храна свежа, подготвуваат зимници, ајвари, мармалади, джемови, сладка, сокови, буквално се, и го нудиме на посетителите на некој вид на пазарче или базар. Нудиме и тури со велосипеди, имаме маркирана велопатека околу селото, офроуд велосипеди, така што буквално за секој по нешто. И за активни и за пасивни посетители можеме да понудиме содржина. Ние со жените од селото излегуваме на пазарчиња, спремаме домашна храна. Последниве 2 години почнавме со туристи, со пречекување на туристи, на гости, со поголема посетеност. Имаме и приход и заработувачка и го сакаме тоа што го работиме. Успехот што го постигнавме за овие 3-4 години ме прави особено горда, но исто така сум горда и на секој еден човек кој што ќе дојде и ќе дознае нешто за Уминдол и ќе си замине с убави спомени, а ќе рече дека претходно не ни знаел местото каде се наоѓало и дека жали што порано не откриле.